да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимбал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, а и така силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави што е непристојно, не бара свое, не се срди, не мисли зло, на неправда не се радува, а на вистина се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува, а другото, ако се пророштва, ќе престанат, ако се јазици, ќе замолкнат, ако се знаења, ќе исчезнат. Богомилството представува духовно учење со дуалистички карактер. Почетоците на богомилството може да ги утврдиме во средината на 10 век, кога богомилството се појавило на територијата на југозападна Македонија. Теофилакт Охридски запишал дека по смртта на свети Климент во 916 година меѓу неговите паства се распространила зла ерес. Ваквото сведоштво упатува на богомилите кои по Климентовата смрт действувале во југозападните области на Македонија, во делот кој се наоѓал под бугарска власт. Средината на 10 век било време кога културната и духовната мобилизација во Македонија, меѓу другото, започнала да наоѓа израз и во прифаќањето на богомилското движење, како своевиден религиски отпор против бугарската власт и официјалната црква. Тоа сосема јасно се гледа од сведоштвото на презвитер Козма, кој во острата критика кон богомилите запишал: Нивниот народ да не се покорува на нивните владетели, го презираат богатството, го мразат императорот, се подбиваат на нивните локални управници, ја обвинуваат аристократијата, ги сметаат оние кои работат за императорот како омразени од Бога и му наредуваат на секој слуга да не му служи на својот господар. Описот на Козма упатува на богомилството како на алтернативно религиско движење, кое содржало елементи на отпор против официјалните бугарски институции и сите форми на подчинетост. Главен проповедник и идеен творец на богомилството бил попот Богомил.
Каква била оваа личност која поседувала таква гениалност и способност да создаде учење, кое за кратко време како тајно религиско движење ќе обезбеди широка поддршка во Македонија, за подоцно да се прелее на Балканот и на делови во Европа? Попот Богомил, за кого се предпоставува дека доаѓа од село Ореше Велешко, најверојатно бил образован свештеник кој со оглед на актуелниот општествен амбиент во средновековието пројавил реформаторски тенденции во однос на повеќе прашања од религиозен и од социјален карактер. Во богомилството се забележува евидентно влијание од постарите еретички искуства, какви што биле зороастризмот, манихејството, павликијанството и други филозофски концепти. Меѓутоа, по својата суштина, богомилството било оригинално учење. Богомилите во принцип биле приврзаници на умерениот дуализам, кој се темелел на библискиот мит за сатаната, со чие што отпадништво започнало постоењето на доброто и злото. Ова особено доаѓа до израз во тајната книга, каде што се потенцира идејата дека со второто пришествие и со фрлањето на сатаната во пеколот ќе биде ставен крај на злото и ќе преовладува доброто. Спротивставеноста на богомилите кон официјалната црква и воопшто кон општествениот поредок најмногу доаѓа до израз преку нивното оригинално толкување на воспоставените догми. Богомилите негувале антагонизам кон црквата во институционална смисла, која што според нивното убедување не ги почитувала принципите на вистинската ранохристијанска приказна. Богомилите верувале дека во сите свештени храмови живеат ѓаволи кои си се поделиле во согласност со својот ранг и сила. Впрочем, сатаната од старо време за себе го избрал најпознатиот храм во Ерусалим, наспроти Севишниот, кој не живеел во храмови создадени од раце, туку за свое живеалиште го имал небото. Фактот дека црквата е непотребна како институција, богомилите го наоѓале во Евангелието по Матеј, во кое што се вели: а ти, кога се молиш, влези во својата одаја и затварајќи ја вратата, помоли му се на својот Отец. Со други зборови, богомилите инсистирале дека никаде во евангелските текстови не станува збор за било каква црковна зграда, во која би се изведувале молитвите и воопшто обредите. Според истиот принцип, богомилите ги толкувале и податоците во првото послание до Коринтијаните, од апостол Павле, во кое се истакнува: не знаете ли дека сте храм Божи и Духот Божи живее во вас? Ако некој го разори Божиот храм, него Бог ќе го разори, зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Приврзаниците на богомилството ги оспорувале и црковните служби, кои според нивното убедување представувале жртвопринесување на демони кои живеат во храмовите. Тие ја признавале единствено молитвата Оче наш и верувале дека Христос наредил да не се молат со ништо друго освен и само со Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови. Амин. Однесувањето на свештениците исто така било во фокусот на вниманието на богомилите. Според нивните морални критериуми, епископот треба да биде непорочен, маж на една жена, трезвен, чесен, мудар,
да ги сака тугинците, да поучува, да не пие, да не е пакосник, да биде кроток, да не е кавгаджија, сребролюбец, да биде добар домакин во својот дом. Но наспроти таквите убедувања, реалната состојба била сосема поинаква. Особено поради фактот што црковните авторитети, како припадници на еден привилегиран слој во општеството, ги занемариле фундаменталните христијански етички принципи. Тој проблем всушност го засегнал и презвитер Козма, жесток апологет на христијанството, кој во беседата против богомилите им се обратил на свештениците поучувајќи ги. О, овчари на Божјите словесни овци, кои земате млеко и волно од стадото, а не се грижите за овците. Каков суд ќе дадеме пред Божјиот суд? Каков отчет ќе дадеме пред големиот овчар на овчарите, кој рекол преку устата на пророкот: ако не го извлечеш оној кој паѓа во гревовниот род, крвта ќе ја побарам во твоите раце. Во таа смисла богомилите биле категорични. За постигнување духовно спасение и контакт со Бога не се потребни свештеници, туку индивидуалните молитви на поединецот. Негирањето на црквата се гледа и преку нивниот став за отфрлување на чинот крштевање со вода, како и причесната, која што била третирана како обична храна, потребна за биолошката екзистенција на луѓето. За богомилите, крстот како символ на официјалната христијанска религија го губел своето световно значење поради убедувањето дека тој представувал инструмент на кој што бил распнат и погубен Исус Христос. Тргнувајќи од идејата дека се што е материјално е творба од сатаната, богомилите биле и против почитувањето на иконите кои ги третирале како злато и сребро создадено од човечки раце. Богомилите биле и против светите мошти како извор на чуда, против верувањето во воскреснувањето на мртвите, како и против почитувањето на празниците за кои сметале дека немаат религиска подкрепа, туку тоа се само денови определени од луѓето. Во рамките на нивното учење, тие ја оспорувале и светоста на Богородица, третирајќи ја како обична жена, што не значи и дека не ја почитувале. Уште од самиот почеток на богомилството, евидентно е постоење на организиран живот во рамките на нивните општини. Тој бил под силно влијание на првобитното апостолско христијанство и тенденцијата за еднаквост меѓу луѓето. Па така богомилите биле поделени во три основни категории. И тоа: слушатели, верници и совршени. Од критиката на константинополскиот патриарх Теофилакт од 10 век против богомилите се дознава дека првите од нив се оние што проповедаат туги догми за црквата. Другите се оние што биле заблудени од првите и што се повеле по нив не поради порочност, туку поради својата простота и глупавост. И приврзаниците на третата група се оние што ниту поучувале, ниту учеле и не претрпеле или не извршиле ништо во духот на нивните гнасни обичаи. Преминот од слушател во верник, односно од верник во совршен, бил проследен со соодветен обред, а се нарекувал второ или вистинско крштевање со посредство на Светиот Дух. Овој процес бил долготраен.